При крај постапката на изведување на докази беа вештите лица и тоа анестезиолозите и мислам дека завршивме со давањето на искази на вештите лица и практично уште со распрашување на обвинетите постапката по овој предмет завршува. Продолживме со распитот на вештите лица, зборуваше анестезиологот. Во принцип остана при вештачењето, при писмениот наод и вештомислење, имаше некои мали, минимални отстапувања кои што на крај на прашање на јавниот обвинител беа потврдени, онака како што беа искажени во вештиот наод. За третиот вештак немаше ни прашања, така да се закажа следно рочиште на кое што ќе бидат распрашани обвинетите. Тоа е нивно законско право, а секако е добро и да ги чуеме и што и тие имаат да кажат. Секако ќе имаат своја приказна да видиме што е оноа што во нивните очи ќе биде теорија на случај, пошто судијата веќе го закажа и последниот термин, тоа ќе биде во почетокот на јуни, во кој што ќе бидат дадени завршните зборови. Ако се гледа објективно, може да се заклучи дека вештите лица ретерира од првично изразениот став, кој што е како последица на доказите изведени на главната расправа. И во суштина, ако се цени нивното вештачење од она што е писменото и даденото на главната расправа е диаметрално спротивно, а што сметам дека е во исклучува корист не само на мојот клиент, туку на сите обвинети. Неспорно е дека алкохолот е намалува моториката и во таква одговорна професија. Алкохолот е, не знам, рамно на самоубиство и недозволиво, исто како што возачите професионалци имаат 0% толеранција, така и докторите треба да имаат таа толеранција. Се ближи